Почитуван председателя на владата, господине Заев, почитувани заменици на председателот, господине Николовски и Битики, почитувана министърка Шекеринска, почитуван министър Филипче, почитувани директори на Агенцията за национална безбедност и Агенцията за разузнаване, почитувани градоначалници, почитувани припадници на дипломатскиот кор, почитувани припадници на единицата за бързо разпоредување, припадници на македонската полиция, почитувани семейства на загинатите и починатите припадници на единицата за бързо разпоредување, почитуван заменик министър Буши, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Македонската полиција денеска одбележува уште еден, морам да нагласам, исклучително значаен настан. 20 години од формирањето на единицата за брзо распоредување, организациона структура која што темелно е позиционирана во нашиот систем на полициско функционирање и действување. Односно единица која што по својот состав, улога и професионални специфики, како што впрочем и напишав во воведниот текст од монографијата по овој повод, дводеценијски јубилеј на нашите колеги од единицата за брзо распоредување, представува клучна алка во остварување на полициските цели, на безбедноста, а тоа е заштита на сигурноста, слободата, правата, материјалните добра на граѓаните, како и заштита на правниот поредок, на јавниот ред и мир, овозможувајќи внатрешна сигурност и стабилност на државата. И при тоа, дозволете ми да го споделам не само своето лично, туку и општо уверување дека сите нејзини припадници од 2001 година, кога е формирана единицата, па се до денес преку своите активности, трансформации, вложениот труд, врвните обуки, професионализам и постигнати видливи резултати, сето тоа недосмислено го докажаа и покажаа, овозможувајќи оваа полициска организациона единица да биде она што е денес. Суштински неопходна политичка формација, особено во делот на она што значат посебните и специјалните единици и специјалните политички задачи и области на делување во оној севкупен концепт на европски политички систем на безбедност, кон кој што целиме и интензивно го градиме во изминатите неколку години. И токму заради тоа, а свесни за важноста на ваквиот вид полициска служба, нужно сме насочени кон натамошно континуирано внимание и грижа за развојот и работата на ЕБР. Се разбира поаѓајќи од примарниот мотив да ги постигнеме и да ги одржиме оние највисоки европски и светски полициски стандарди во доменот на функционирањето и работата на полициските формации од овој тип. Впрочем, самата единица, односно нејзините припадници, кои зад себе имаат обуки до совршенство во сложени, сурови, геопросторни и тактички услови, преку нивна високопрофесионална оспособеност, организациона и функционална прилагодливост кон потребите и целите на полициското работење, како и преку изразената волја и стремеж кон нови знаења и уште повисоки дострели. Толку очигледно ги нудат сите аргументи за натамошно инвестирање во нејзиното професионално профилирање, модернизација и надграда. Препознавајќи ги важноста и континуитетот на единицата, како организациона структура од посебен интерес и значење за Министерството за внатрешни работи. Таа е силно инкорпорирана во нашите засилени ангажмани изминативе неколку години за поинтензивно, како материјално-техничко, така и стручно напредување на полицијата во рамки на сеопштите безбедносни реформски процеси. Почнувајќи од 2017 година, влеговме во еден крајно динамичен процес на материјално-техничко способување на полициските служби и на полициските службеници.
при тоа потпирајќи се претежно на собствени средства, односно средства од буџетот на Министерството, па во тие реализирани планови и проекции беше офатена и единицата за брзо распоредување, односно сите нејзини припадници. Како во поглед на личната опременост на полициските службеници преку набавка на униформи, така и во поглед на подобрување на објектите и инфраструктурата што тие ја користат во секојдневното работење. Така пред неколку месеци за припадниците на единица за брзо распоредување се обезбедени 3 различни видови на униформа: урбана, маскирна, рурална маскирна и униформа за услови на нарушен јавен ред и мир во поголем обем и апсење на опасни лица, како и целосно купување и опремување со спортска опрема. Се разбира, во тек се и дополнителни инфраструктурни работи, опремување со современи средства, оружје и возила, а во нашите идни инвестицијски планови. Без друго, единицата и нејзините припадници ќе бидат неизоставен дел во кој што треба и мора да се константно вложува, вклучително и во натамошното професионално образование, тренинзи по највисоки стандарди, следејќи го примерот на европските специјални сили. При тоа, ова високофункционална единица, која е способна самостојно или во координација со други служби да извршува сложени задачи, покрај тоа што го негува мултиетничкиот карактер, посветува внимание и на родовата еднаквост во своите редови. Особено би сакал да апострофирам дека во овие времиња на исклучително сериозни глобални и општествени предизвици, токму припадниците на единицата за брзо распоредување беа и се во првите редови на системското спречување, заштита и превенција, тргнувајќи од безпрекорно извршуваните задачи во поглед на актуелната пандемија со COVID-19, па се до целосната деноноќна партиципација, буквално на сите нејзини припадници во превенцијата и заштита од елементарните непогоди, односно во борбата со пожарите, како опасна закана со која што се соочивме во изминатиот период во повеќе региони на државата. Дозволете ми на крајот да го потенцирам ноторниот факт дека во градењето на актуелниот особено позитивен статус што македонската полиција го ужива не само дома, туку и како респектибилен партнер активно ангажирана во мноштво регионални и меѓународни иницијативи, операции, проекти кои што исто така ја имаат заслугата за сите полициски служби, вклучително и единицата за брзо распоредување, чиј слоган неслучајно гласи секогаш и секаде. Посебно сакам во овој момент да се присетиме и да одадеме признание на сите починати и загинати припадници на единицата за брзо распоредување, кои што се вградија во темелите на независна и суверена Република Северна Македонија. Длабоко сум уверен дека во годините пред нас ние заедно ќе вложиме дополнителни и уште поголеми напори во натамошниот раст и развој на единицата. Оти целта ни е исто така заедничка, градење на полиција која што ќе биде не само сервис на граѓаните, туку и гарант за нивната сигурност и спокој. Нека е честит денот на единицата за брзо распоредување. Да живеат припадниците на единицата за брзо распоредување, да живее македонската полиција, да живее Република Северна Македонија.